Поволните цени и бројните попусти се повеќе ги убедуваат македонците да пазаруваат онлайн. Во 2016 година граѓаните на Република Македонија потрошиле околу 20 милиони евра при купувањето на интернет, што е 50% зголемување во однос на 2015 година. Резултатите од истражувањето укажуваат дека младата популација најчесто го користи онлайн купувањето, а најмногу се купува облека, обувки, производи за здравје и убавина, како и купони за патувања. Според извештаите, во Битолската организација на потрошувачи нема пријави за недоследности во однос на интернет купувањето. Директно во моето советодавно биро, мислам во Битолсково, не сме имале досега таква поплака. Во советодавното биро во Скопје има. Колегите постапуваат, зашто има во самиот закон за заштита на потрошувачи, има баш одредби кои се однесуваат на тоа купување на далечина. Меѓутоа мора да се спомени дека ингеренците и на нашите институции завршуваат во рамките на нашата држава, што значи дека кога купуваме онлайн само за компании кои што се од Македонија може да се спроведува законот за заштита на потрошувачи нашиот и заедно со наши инспекцијски служби. Надлежните препорачуваат секогаш да се купува од проверени веб страници, потрошувачите да ги прочитаат условите за користење, особено оние што се однесуваат на доставата на производот. Треба да се избегнува купување од јавни компјутери кои главно се недоволно заштитени и да се користат силни лозинки за да се заштитат личните податоци и податоците од кредитните картички. Пред да се испратат податоците од кредитната картичка, треба да се провери дали веб страницата има сигурен и доверлив состав за плаќање. Потрошувачите кога се одлучуваат на онлайн купување треба многу повеќе да ја разгледаат страницата, зашто има и лажни страници. Значи да не западнат во таков проблем, треба да имаат да видат дали на таа страница ги има сите назнаки кои што се потребни, значи улица, број, телефон евентуален, имейл адреса на која можат да се обратат, адреса заради случајно ако производот не одговара или е погрешно испратен или несоодветен на тоа што мислел потрошувачот, значи мора да знаете каде е седиштето, каде е, на која улица на која адреса би го вратиле производот. Интернет трговијата во вкупната трговија учествува со околу 2%, што се уште е мал процент во однос на поразвиените пазари, каде е над 10%. Во споредба пак со земјите од регионот, Македонија се наоѓа на средина заедно со Србија. Подобри во интернет трговијата се грците и бугарите.